Почитувани присутни, особено ми е жал што голем број си замина токму кога се разговара за најгорливото прашање, тоа се проблемите на младите во една држава. Но од друга страна, огромна чест ми е што токму младите луѓе од Западен Балкан се носители на овој проект, Прогвеб, и успеа денеска да обединат голем број на лидери и еминентни политичари кои што припаѓаат на две различни идеологии во една сала да разговараат за единствено прашање влезот во Европската унија. Задоволство ми е што токму ние младите луѓе сме оние кои секогаш први сме ги граделе мостовите на соработка и кои први ги препознавме европските вредности и бевме главните носители на позитивни промени во нашата држава. Либералите, како во Европа, така и во регионот, секогаш воделе грижа за младите луѓе, односно нивната застапеност во процесот на креирањето на политики, младинскиот стандард, правата на младите луѓе и така натаму. Како либерал-демократи секогаш сме размислувале различно, односно сме размислувале не како да ги вратиме младите кои веќе заминале, туку како на оние млади кои останаа во оваа наша земја, да им обезбедиме подобри услови и со тоа да ја спречиме миграцијата. Од тие причини и Либерално-демократската партија беше иницијатор за отварање на повеќе канцеларии за млади, го инициираше законот за субвенциониран студентски оброк, активно се вклучи во изработката на законот за младинско учество, кој што како напомена Дарко беше многу важен закон и клучен закон кој со години беше проследен со низа контроверзии, а воедно дадовме поддршка и на целокупните политики за млади кои што беа креирани од страна на владата, но и Агенцијата за млади и спорт. При продолжување на оваа борба за правата на младите, како Либерално-демократска партија преку нашата младина, на престојниот конгрес на Алијансата на либерали и демократи од Европа, кој во април месец ќе се одржи во Скопје, ќе доставиме и младинска декларација насловена како "И ние сме Европа", со која сакаме да подигнеме свеста, односно да бидеме слушнати за нашите барања од сите групи во Европскиот парламент, односно да подигнеме свеста дека и младите од нашата земја, но и од Западниот Балкан сакаат да бидат дел од Европа, сакаат да ги користат истите поволности кои што ги користат нивните врсници од Европа, односно да ги користат поволностите од Ерасмус програмите, да патуваат секаде слободно без да бидат изложени на дополнителни пасошки контроли, да користат бесплатен интернет секаде во Европската унија, да имаат исти можности за работа како нивните врсници во Европската унија, односно да го развиваме заеднички европскиот идентитет. Целта на оваа декларација е како еден вид на дополнување на декларацијата која и изутрината ја спомена председателот на ЛДП Горан Милевски, да се забрзаат и интензивираат интегративните процеси за влез во Унијата, не само на Република Северна Македонија, но и на другите земји од Западниот Балкан. Знаете, многу пати велиме дека иднината им припаѓа на младите. Тогаш ајде сите заедно нашата иднина да градиме врз европските вредности. Многу е важно во процесот на демократизација и либерализација на нашите општества да се обединиме околу младинскиот интерес, бидејќи знаете, младинските интереси не познаваат популизам, подолбили политики, па од тука очекувам и поширока поддршка и лобирање за усвојување на оваа наша декларација. Ако секој од нас придонесе за интеграција на нашето општество во европското семејство, успехот е гарантиран. На крај сакам само да потенцирам дека и ние младите од Република Северна Македонија, но и од Западниот Балкан, сме исто така Европа и друг пат освен европскиот немаме. Благодарам.